За разлика од минатите години се помалку се чувствува предновогодишната треска. Иако низ улиците владее празнична атмосфера, а излозите се преполни со новогодишни украси, кај граѓаните се помале интересот за купување и украсување на своите домови. Повеќето граѓани причината ја гледаат во немањето доволно парични средства. Иако некои не сакаат да зборуваат пред камерите, дел од нив рекоа дека новогодишните украси се скапи, па затоа и се поретко се одлучуваат за купување на нови работи. Не сум заинтересирана за купување. Сакам с фамилија да си поминам убаво, да сме сложни. Ние одиме кај нашите внуци веќе. Сметате ли дека новогодишните украси се скапи? Да, скапи се. Зашо ќе има пари за това? Има време уште. Ако лампиони украси веќе украсувате ли? Поукрасам, а ние сме баби, многу нема такви работи. Внуците ни избегаа. И така. А скапо ли е така? Новогодишните украси скапи ли се? Па скапи се. За кој скапи, скапи, за кој не са. Такво. Ако имаш пари, ти купуваш, ако не се тулиш. Па најмногу за внуците. Нешто да ги зарадуваме. За нас не е многу битно старта. Ние по старта сме и на малку благодарни за од било кој поклон, нели? И така. Цените на новогодишните украси е различна и зависи пред се од квалитетот и изработката на истите. Лампионите се движат од 80 до 200 денари, украсните сијалички се со цена од 120 денари па нагоре, а поскапи се керамичките украси кои ги има во најразлични форми и големини. Струмичките трговци не се задоволни од прометот, велат дека понудата на новогодишните украси е се поголема, а заинтересираноста на граѓаните за истите постепено се намалува.